Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добро дојдовте во новото издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Заврши манифестацијата Ресенски јаболкобер со откинување на првото јаболко. Битолчани во Брисел на конференција за енергетска ефикасност. Општина Тетово ќе прима на работа нови административци, иако ги има дури 350. Петти ден се трага по возачот кој излета од патот во реката Вардар кај Тетовско Желино. Општина Јегуновце во населеното место Прелюбиште отвори нова современа градинка за 50 дечиња. А за самиот почеток, еве го обраќањето на протоиерей Ставрофор Симиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашево црковно радио Македонски глас, добро утро. Утрешниот ден, недела, октомври 2, ни дава повод за високо поучни размислувања, во кои што ние како христијани утре, во недела, првата недела од месецот октомври, ги прославуваме сите македонски светители. Есенското сонце од високото небесно, силно, раскошно место го истура и ги истура своите бисерни зраци над Охрид и на Откритското езеро, над македонскиот Иерусалим и на цела Македонија. Звукот од биењето на камбаните како да објавува нешто важно несекојдневно и историско. На денешен, односно на утрешен ден, пред повеќе години за нашата Свети Климентова Македонска православна црква се случи голем настан. Господ наш Исус Христос го испрати Светиот Дух кој слезе над главите на новоизбраните што туку интронирани архиереи и го просвети нивниот ум и разум да донесе одлука која ќе се почитува се додека постои православен македонец. Утре нашата црква, драги браќи и сестри, ги чести сите македонски светители, меѓу кои били остануваат за секогаш како голем учители, црковни писатели, духовници, подвижници, исповедници, преподобни, а некои и големомаченици, затоа што биле и сакале за секогаш да останат следбеници на нашиот Господ Исус Христос. Сите тие се светлоносни звезди на православното небо, како карамфил во православната градина го доукрасуваат букетот на светителите што го красат Божиот престол, постојано напомнувајќи се од светлината, благоста и љубовта која блика од Творецот Господ Бог. Сите помесни народи и дела и дале свети на православната црква. Тие се честат со особено почитување во сите православни цркви, но со особен пиетет им се обраќаат регионалните православни народи на оние светии што произлегли од нивниот род. Тие ги сметаат за најблиски до себе и за најтопли молитвеници и заштитници пред Господа. Вистинските единствени подхранувачи на националниот дух во тешките времиња биле светителите. Тие црковно-народни великани кои по нивната телесна смрт обстанале постојано да живеат со својот народ. Кои се тие свети што нашиот човек толку многу ги почитува и прославува, во што е нивната големина и со што го задолжиле својот народ? Христијанството кај македонските словени, драги браќи и сестри, интензивно почнува да се шири во времето на солунските браќа Свети Кирил и Методи, кои излегуваат од пазувите на македонската земја и поаѓаат на еден мисионерски пат
низ сите словенски земји да го проповедаат светото Евангелие на словенски јазик. Всушност, тие се и првите македонски и се словенски просветители и учители, бидејќи се и творци и основоположители на нашата просвета и култура. Преку нивната мисионерска дејност сите словенски народи влегуваат во широкото семејство на Европа. Нивните следбеници се браќата по дух Свети Климент и Свети Наум, охридските чудотворци заедно со Свети Сава, Свети Гораст и Свети Ангелари, најблиските ученици верни продолжители на Кирил и Методи. Тие стануваат и основоположители на Македонската црква, односно Охридската архиепископија. Кога говориме за нив, не можеме да не си спомнеме и за светите Гаврил Лесновски, Прокопчински, Јоаким Осоговски, Нектари и Агата Ангел Битолски, Свети Ѓорѓи Кратовски, преподобен Никола Војвода, светиот маченик Спасо Радовишки, Света Злата и Петар Мегленски, светите 15 европолски маченици, Свети Нико Димприлепски, преподобен Диониси Костурски, Свети Никодим Елбасански, маченичка Васа Солунска, Свети Јован Костурски, Свети Теофил Струмички и многу други, како и во поново време, сега пред неколку време се прогласи Свети Јоаким Крчовски, преподобен, и сега ќе имаме честа, токму на 16 октомври, да го произведат и да биде светител Свети Кирил Печиновиќ. Цврсто сме уверени дека бројот на светиите од македонско потекло многу голем и безброј се оние свети души и спосници подвижници кои му угодиле на Бога. Периодот на турското владење не ги донесе новите маченици, Свети маченик Георги Кратовски, Света Злата Мегленска, Свети Нектари и Агата Ангел Битолски. И новерните владители, кои повеќе од 5 века ја газеле земјата, се што виделе добро, умно и духовно големо сакале Турчин да го сторат. Да го наведеме типичниот пример на 18-годишниот Кратовски Златар Ѓорѓи, кој се одликувал со изворена телесна убавина и ретки човечки особини. Неговото принудно потурчување, храброста и маченичката смрт многу негови следбеници уште повеќе ги утврдила во верата. Исто така се случило и со прекрасната Злата Мегленска, во која што секогаш ги изговарала зборовите на светите апостоли: кој милува татко или мајка повеќе од мене, не е достојна за мене. Наоѓаат благородна почва и евангелска содржина во младата маченичка, кога незините родители и сестрите, кога виделе дека ќе загине, ја молеле привидно да се откаже од Христа и да се потурчи, за да си ја смени верата. Сите, кога вие, велиме, советувате да се откажам од Христа, вистинскиот Бог, тогаш вие не сте повеќе мои родители и сестри. Мојот вистински татко е Господ и мојата мајка е Света Богородица, а браќа и сестри ми се светителите. Ваквите примери биле најсилно оружје на страдалниот македонски човек да се бори и протиставува на непријателот. Нивната маченичка крв биле семе за нови борци и маченици за православната вера, а храброто држење ги утешувало малодушните и ги утврдувало маловерните. Со кои пофални зборови и за кои од плеадата светители да ги отпочнеме ова изложение? На кого најнапред да му благодариме? Дали на оние што придонесува да бидеме покрстени, да бидеме православни, дали на оние што ни подарија словенско писмо или можеби на оние што ни подарија писменост и прв универзитет на Балканот, на оние што ни покажаа како треба да живеат и работат монасите, на оние подвижници, молитвеници, преподобни маченици и велико маченици на светите, новомаченици, на кого најнапред да му благодариме, драги браќи и сестри, за зачувањето на верата и на божноста во нетешките денови од историјата на нашиот народ. Во такво недоумение се нашол светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, во кој што во тогашно време и во тој состав одлучиле првата недела
од месецот октомври да се празнуваат сите македонски светители. Ние, како христијани, должни сме постојано да бидеме на молитва. Така ни заповеда Господ Бог, а според него така ни препорачуваат и апостолите и преподобниот Свети Наум Охридски. Свети Климент Охридски, поучувајќи ги своите ученици и верници, им велел: христијанинот треба почесто да го спомнува името Божјо, отколку што вдишува воздух. Тоа важи за сите, како за членовите на иерархијата, така и за мирјаните. Со право се гордееме со нашите македонски светители и ги прославуваме како закрилници на нашиот народ, браќи и сестри. Нивните свети обители биле прибежиште на слободарскиот дух и центри каде била засилувана верата во победата, во крајната победа на правото, на правдата и доброто. Добродетелите, верата, љубовта и надежта што ги красеа нив, треба да бидат и наши добродетели. Христијанската љубов за која свети апостол Павле вели: ако имаме способност да зборувам на сите човечки јазици, а љубов немам, тогаш сум како звонче или прапорец што звечи. Нивната вера, драги браќи и сестри, била чиста, силна и делотворна вера за која се страдало и вера која ги победувала сите искушенија. Во срцата на сите свети горел пламенот и на третата добродетел надежта. Таа била надеж во Бога, во вечен живот и спасение. За време на земниот живот тие се прославиле за тоа што го засакале законот Господов и што за тој закон размислували ден и ноќе како оној блажен маж, за кој говори псалмопевецот: затоа за време на привремениот живот правеле големи богоугодни дела, што остануваат за сите времења, така денес нас не собраа, олку своите молитви да ги изнесуваме и своите примери и своите спомени. Тие на нас ќе ни помогнат. Господи и Оче наш небесен, законодател на се што живее во светот, преку молитвите на сите светители, просветители, учители што денес ги прославуваме, помогни ни. Помогни ни преку Твоите закони да се напиеме од Твојата совршена мудрост, да се осознаеме со Твојата вечна вистина и да се нахраниме со лебот на Твојата неограничена љубов, Твојата правда, Твојата непогрешна волја, Твоите небесни закони, запиши ги во нашите совести, запиши ги во нашите срца и умножи ги во нашите души, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Драги браќи и сестри, повелете и утре сите заедно да ги прославиме нашите светители, да им оддадеме чест, да се помолиме секогаш како наши сонародници и тие да го молат Бога за нас, за телесно здравје и духовно спасение. Повелете, како што спомнав, утре со почеток во 10:30 часот на света божествена литургија, во кој што ќе ги прославиме сите македонски светители и останатите светители кои што му благоугодиле на Бога, а со тоа ние го стекнуваме и вечното царство. Бог по молитвите на сите свети да ве помилува, да ве пази, да ве дарува добро здравје и успех во вашите семејства, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Маркетинг, сонце од твоите руси, коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали.
Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Свирете ми, браќа свирачи, срце моје запеј не плачи. Животот е само еден и без песна не вреден. Пејте сите се до последен. Животот е само еден и без песна не вреден. Пејте сите се до последен. Запејте румено вино налејте. Да го слушни ме, оди си, оди од мене. Наши песни вие свирете. Овој живот кратко трае, што не чека кој да знае. Пејте, пејте, весел нека е. Овој живот кратко трае, што не чека кој да знае. Пејте, пејте, весел нека е. Запејте румено вино налејте. Да го слушни ме, оди си, оди од мене. Браќа свирачи, душо моја запеј не жали. Песната е како жена која нема среќа нема. Сакам песно да те испеам. Песната е како жена која нема среќа нема. Сакам песно да те испеам. Запејте румено вино налејте. Да го слушни ме, оди си, оди од мене. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Во рамките на проектот подобрување на енергетската ефикасност во згради Бенефит, финансиран од ИПА програмата за прекугранична соработка со Грција, делегација од општина Битола, представувана од председателката на Советот Габриела Илиевска, присуствуваше на Европската недела за одржлива енергија во Брисел. Заедно со представниците на општина Битола на најголемиот настан на Европската комисија посветен на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија, присуствува и проектните партнери на општина Битола од грчка страна. Овогодинешна тема на Европската недела на одржлива енергија е одење зелено и дигитално за енергетска транзиција на Европа. Истата опфаќа 6 тематски групи и приоритети. Планот Repower EU, представен од Комисијата во мај 2022 година, дигитализација на енергетскиот систем во Европската Унија, енергетска ефикасност, обновливите извори на енергија, потрошувачите и фер енергетска транзиција и декарбонизација. Конференцијата ја отвори комесарот за енергија Кадри Симпсон заедно со високи говорници од чешкото председателство на Советот, Европскиот парламент и Украинското министерство за енергетика. Во контекст на Европската година на младите, Европскиот ден на енергијата на младите ќе им даде шанса да разговараат со комесарот Симпсон кои активности мора да се превзема за да се обезбеди одржлива енергетска иднина. На сесиите за политики ќе има широк спектар на говорници од различно потекло, вклучувајќи креатори на политики, представници на проекти, локални и национални власти, компании, групи граѓани и така натаму. Самата посета на Генералниот директорат за енергија е со фокус на енергетската ефикасност како и можностите за финансирање на проекти од таа област. Колку што љубов чувствувам, толку ме болка напаѓа. Останав сам да самувам, младоста да ми пропаѓа. Останав сам да самувам, младоста да ми пропаѓа. Оди си душо, оди си, остај ме сам да живеја. До касни ноќи проклети, бејан и јас да затвара. Оди си душо, оди си, остај ме сам да живеја. До касни ноќи проклети, бејан и јас да затвара. Се среќата од мојот дом го уништи мојот мирен сон. Без причина јас не пијам, без причина не пропаѓам. Без причина јас не пијам, без причина не пропаѓам. Оди си душо, оди си, остај ме сам да живејам. До касни ноќи проклети, бејан и јас да затварам. Оди си душо, оди си, остај ме сам да живејам. До касни ноќи проклети, бејан и јас да затварам. Оди си душо, оди си,
Ostaje sam da živeja, do kasni noći prokleti, mejan i jazda zatvara. Odi si dušo, odi si, ostaje sam da živeja, do kasni noći prokleti, mejan i jazda zatvara. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Традиционално, како и секоја година, така и оваа на празникот Крстовден, градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски, заедно со колегите градоначалникот на општина Пустец Пали Кофлески и градоначалникот на општина Преспес Панајотис Паскалидис го откинаа првото зрело јаболко, со што и официјално беше прогласен почетокот на јаболкоберот за оваа година, која, како што нагласи Тозиевски, се надева дека ќе биде поуспешна, поберичетна и ќе донесе подобар пласман на преспанското јаболко. Денот беше заокружен со свечен дел и доделување на наградите. Признанието за афирмација на Ресен и Преспа преку фолклорот оваа година го доби културно-уметничкото друштво Таше Милошевски. Признанието за придонес и залагање за продолжување на традицијата на фолклорот меѓу младите во Ресен ја доби Васко Андреевски. Признанието за најдобар стопанственик беше доделено на Swiss Lion Агроплод. Наградата за најдобар млад овоштар ја доби Бојан Стојановски. Наградата за најдобра жена овоштар ја доби Ѓулшан Таири. Најдобар овоштар за оваа година беше прогласен Нацко Котларовски. Градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски изрази голема благодарност до сите учесници и спонзори кои помогнаа и овозможија да се реализира уште една успешна манифестација Преспански јаболкобер. Јас те пратив на вода Калино, јас те пратив на вода Калино, и на вода одиш, бело лице биеш, поергени гледаш море Калино, и на вода одиш, бело лице биеш, поергени гледаш море Калино. Пусто да остане, мамо, лицето, пусто да остане, мамо, лицето, кога нема него, либе да го љуби, тебе не те слушам, моли мајколе, кога нема него, либе да го љуби, тебе не те слушам, моли мајколе. Јас те пратив на Осје Калино, јас те пратив на Осје Калино, и на Осје одиш, бело грозје береш, на ергени даваш море Калино, и на Осје одиш, бело грозје береш, на ергени даваш море Калино. Пусто да
je to, pusto da ostane, mamo, groz je to. Koga nema libe, so nego da beram, tebe ne te slušam, mori majkole. Koga nema libe, so nego da beram, tebe ne te slušam, mori majkole. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing. Senator Music. Iza mene žotici da broji, žotici da broji. Gole bakšiš, prli mili brako, da ti bide slatko. Jedan život imaš, ne se štedi, dobar čoček pali vredi. Svirači stari, neviden džumbuš, neka se pravi. Hej, svirači stari, jaske igram, ludoke se vrtam. Kego mamam, pamet ke mu svrtam, pamet ke mu svrtam.
биде сладко. Еден живот имаш, не се щеди, добар чочек пари вреди. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Општина Јегуновце ја пушти во употреба новата детска градинка Цветови во населеното место Прељубиште. Во овој објект има можност за згрижување на 50 деца од предшколска возраст. Градинката е целосно опремена, а инсталирано е и парно грејење со топлинска пумпа, има и дополнителни детски реквизити во дворот на објектот. Денес сум многу среќен и радосен што успеавме да ја отвориме оваа нова детска градинка која ќе згрижува 50 дечиња, и тоа 25 од македонска паралелка и 25 од албанска паралелка. Градинката е целосно опремена и ги исполнува сите стандарди. Инсталирано е ново модерно парно грејење со топлинска пумпа, поставени се дополнителни детски реквизити во надворешниот дел на градинката и комплетно оградување на градинката порача на отварањето градоначалникот Димитар Костадиновски. Убеден сум, нагласи Костадиновски, дека тука дечињата ќе ги стекнат своите први знаења заедно со нивните воспитувачи и негуватели, а потоа ќе можат понатаму да се надоградуваат во текот на образовниот процес. Градоначалникот Костадиновски рече дека во изминатите месеци успеале да завршат повеќе капитални објекти. Завршена е изградбата на колекторот за фекална канализација во село Жилче, село Шемшово и целосно оспособување и пуштање во употреба на фекалната канализација во населеното место Жилче. Во завршна фаза изградба е на 2 мини парка во населените места Јанчиште и Јегуновце. Комплетно се реконструира основното училиште Симче Настовски во Вратница, поставена е нова термофасада, реновиран е целиот внатрешен дел на училиштето, а инсталирано е и парно грејење на пелети. Во населеното место Сиричино е изградено кошаркашко игралиште со обезбедени финансиски средства од наш иселеник во Соединетите Американски држави. Започнавме со изградба на локални улици со бекатон плочки во повеќе населени места на територијата на општина Јегуновце, истакна Костадиновски. Во текот на 2022 година Костадиновски најави решавање на долгогодишниот проблем со вода за пиење за населените места Шемшево и Жилче, промена на досегашниот начин на затоплување на подрачните основни училишта во Туденце, Жилче и Ратае со топлински пумпи, изградба на тротоари во населените места Копанци и Јанчиште, како и дека е во фаза на тендерирање проектот за реконструкција на локалните патишта и улици во населеното место Јегуновце. Kako te mlada zaljubi i po tebe pamet izgubi. Od kako te mlada zaljubi i po tebe pamet izgubi. Nasite skoro i veruvaj mi.
što ima sve ti podari. Sve ta mladost sija izgubi. Sve što ima sve ti podari. Sve ta mladost sija izgubi. Meni ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti. I nasite skoro i veruvaj mi. Meni ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti. I nasite skoro i veruvaj mi. Kaži koj te milува, koj te gali, koj te uspива. Kaži koj te milува, koj te gali, koj te uspива. Stiga moja ta mladost, kaži mi ti. I nasite skoro i veruvaj mi. Meni ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti. I nasite skoro i veruvaj mi. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Општина Тетово доби годишен план за вработување со кој во 2023 година во општинската администрација ќе има можност работа да најдат уште луѓе. Планот беше изгласан и одобрен од мнозинството на третата седница на Советот, на што му претходеше политичка дебата. Од советничката група на ДУИ ја критикуваа оваа одлука, прашувајќи го мнозинството предводено од движењето БЕСА, зошто се зголемува бројот на нови вработени, зашто сегашното раководство ја обвини претходната власт. Излегува дека општина Тетово има потреба да вработува нови луѓе иако има 350 лица со решение. Ја оптоварувате општинската администрација со нови вработувања, а ние знаеме дека имате и нови вработувања со договор на дело, посочија од советничката група на ДУИ. Председателот на Советот Бесар Дурмиши образложи дека оваа одлука е техничка работа и законска обврска, доколку општината сака да вработи нови административци. За одговор се јави и градоначалникот Билјалка Сами, кој рече дека општината има привремени вработувања за луѓе кои се експерти, например во областа на урбанизмот. Ние нема да продолжиме со практиката да се вработуваат партиски милитанти, рече Касами одговорницата. Председателот на Советот Дурмиши во изјава за медиумите рече дека годишниот план се прави со цел да се проектираат можни вработувања во општината, а можно е тие и да не се остварат. Тоа е предвидено законски да помине, го бара Министерството за информатичко општество и администрација. Потоа, ако треба да се вработуваат луѓе, општината пак треба да поднесе барање до Министерството. Ова е како документ да помине и да се поднесе во Министерството. Нема нови вработувања, но ако има потреба општината ќе мора да вработи според таа програма, каде има 23 предвидени работни места. За нив, според балансерот, 16 места се за албанци, 6 за македонци и 1 за ром. Ако општината има потреба, ќе поднесе пак барање до Министерството да даде согласност и после тоа се отвара огласот, изјави Дурмиши. Во годинешниот план се опфатени и пензионирања, унапредувања и превземања на вработени. Кој те лажал лична Јовано, дека сум ти лудо неверно, солзи жешки рониш по лице, петви тешки фрлаш по мене. Кој те лажал лична Јовано, дека сум ти лудо неверно, солзи жешки рониш по лице, петви тешки фрлаш по мене. Nemoj ne plaći, lična Jovano, srce vošo je vgradi, nije tak stano. Solzi izbriši, lična Jovano, ti se ko nam ne su dušo i verno. Mame lična Jovano, дека друга ми е срцево, очи криеш, не ми зборуваш, дома идам порти затвораш. Кој те маме лична Jovano, дека друга ми е срцево, очи криеш, не ми зборуваш, дома идам порти затвораш. Nemoj ne plaći, lična Jovano, srce vošo je vgradi, nije tak stano. Solzi zviši, lična Jovano, ti se ko nam ne su dušo i neverno.
Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Петти ден поред продолжува пребарувањето по излетување на 22 годишен возач во реката Вардар кај тетовското село Желино, а дел од активностите ги превзеде и армијата на Република Македонија. Вчера и денес активно вклучени во пребарувањето се 10 луѓе од специјализираните единици, како и 50 на припадници на армијата од касарната во Тетово. Припадниците на армијата действуваат во координација со останатите институции, информира полковник Тони Јаневски, портпарол на генерал штабот на армијата. Од тетовската полиција информираа дека денеска се пребаруваат водите на потегот од местото во Тетовско Желино до скопското село Радуша. Пребарувањето во кое учествуваат припадниците на Министерството за внатрешни работи, армијата на Република Македонија, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, неколку нуркачки екипи и жители од селото, се одвива со зголемена динамика метар по метар во водите и брегот на реката, со цел да се овозможи непречено пребарување, а денес е намалено нивото на водата во реката, што им овозможува на пребарувачите да имаат подобар преглед и побрзо движење долж течението на реката, информираше Маријан Јосифовски од село Тетово. 22 годишниот кумановец ЕР на 27 септември околу 11 часот и 30 минути со возило Volkswagen Golf со кумановски регистарски таблички излета од коловозот во реката Вардар. Се на светот дека може да ти бида. Немој сине, не им давај твоето срце да го вида. В домот мирен многу лета јас те гледав како само соза жешка, лице бледо, рана тешка. Ей, сине мој, еле песна, глас во патко твој. Кажи Боже, дал ке можам уште еднаш да го видам.
крајот само сакам да го добре мојта рага. И на крајот само сакам да го добре мојта рага. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. И за крајот на ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио, уште две куси вести. Велосипедист на 55 години од Скопје го загуби животот на автопатот Тетово-Скопје, информира тетовската полиција. Несреќата се случила на делот на автопатот во непосредна близина на Добарски надвозник. Велосипедот управуван од НР, 55 годишен од Скопје, удрил во запрено поради дефект товарно моторно возило со скопски регистарски ознаки. Во несреќата велосипедистот се здобил со тешки телесни повреди, од кои починал на самото место, а смрт констатирала екипа на Тетовската брза помош, информира Маријан Јосифовски, портпарол на СВР Тетово. На самото место на несреќата увид извршил јавен обвинител и екипа на СВР Тетово, а по наредба на јавниот обвинител телото е предадено на обдукција. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово спроведоа акцијска контрола на возачите, колку тие ги почитуваат нивните обврски кон пешаците, но и колку пешаците се придржуваат кон сообраќајните правила и прописи. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 26 возачи кои не им дале предност на пешаците во најголем број на обележани пешачки премини. На сите им се изготвени соодветни поднесоци и ги очекува парична глоба, која за овој вид на прекршок се движи од 20 до 250 евра во денарска противвредност, а за најтешките прекршоци предвидена е и заштитна мерка, временно одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Секторот за внатрешни работи Тетово со совети и укажување до возачите дека секогаш треба да им даваат предност, односно да ги пропуштаат пешаците, а пешаците да се движат по тротоари и да внимаваат кога и каде ги преминуваат улиците, особено на крстосниците и таму каде што нема обележени пешачки премини. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Ве очекувам да се чуеме пак следната сабота во исто време. Пријатен ден!
Mnogo vreme se ljubevme, no za tebe me ostavi. Fato mori duša manjke, lele katilke. Fato mori duša manjke, prokleta da si. Sregna neke bideš ti, koga luto te nam znaj. Fato mori duša manjke, lele katilke. Fato mori duša manjke, prokleta da si, prokleta da